Колку си свесна за проблемите на загадувањето на животната средина? Мислам дека сум свесна колку секој втор човек, знам дека се тука, ги воочувам, само не сум некој голем активист во однос на нив. Пробувам колку што може. Па ја мислам дека сите сме сведоци, поготово главниот град Скопје, дека загадувањето е еден од поголемите проблеми. Сите, например, кога би искочиле во зима надвор, не се гледа прст пред око, така да кажам, колку има смог и чад низ градот. Ја мислам дека треба да се превземе нешто за да имаме почист воздух и да бидеме сите поздрави. Би сакала да мислам дека сум прилично свесна за проблемите за загадувањето. Мислам, јас волонтирам и во некои такви организации кои што се бават со тоа и мене лично ми е голем проблем. Па знам дека има баги загадување, особено околу светот. Ми пречи тоа, не сакам да се дешава, пошто битно е, треба да се грижиме многу за нашата средина. Па, ако речеме од 1 до 10, некаде 4. Зошто 4? Свесен сум дека има проблем за околу загадувањето, меѓутоа не ги знам точните статистики, не знам како се однесуваат, колку правиме нешто за тој проблем да се разреши. Не знам кои се запознаен сум, меѓутоа не доволно за да детално можам да зборувам. Па многу, бидејќи мене ми сметаат. Имам проблеми со дишење најчесто зимно време и многу е лошо. Не би кажал дека сум многу свесен, истражувам вака на портали ми искачаат информации, артикли, гледам, читам, ама не сум истражувал. Дали го намалуваш твоето потрошување на пластични материјали? Да, се трудам со флаши, со термоси, со такви работи да одам например на теретана. Се трудам генерално да не јадам со пластични вилушки или лажици, такви ствари да, но тоа е минимално намалување. Па да, не трошам толку пластични материјали јас. Гледам да не е и прилично и со отпад, гледам многу отпад околу градовите и некако ми иритира тоа. На пластични материјали во глобално не користам толку многу, но за секојдневна употреба гледам да не користам пластични шишиња или сокови или такви ситуации, се користам стакло. Да, дома имаме политика на рециклирање, реискористување на амбалажи, си носам секогаш мои шишенца, да не купувам од цело време нови амбалажи. Колку е важно оваа политика да има во сите домови, не само домови, туку и училишта, работни места? Екстремно важно е. Мислам, на оној момент на секој помал чекор значи и ако сите домови би го правеле тоа, ќе има големо влијание. Во училиштата е важно затоа што таму се учат луѓето да го прават тоа и да ја применуваат таа политика. А дома, секој различно се функционира во домот, тоа нормално дека треба да се практикува. Да, припазувам на такви работи, пробувам, например, пластични шишиња, некои непотребни чини или чаши што се пластика да не ги употребувам. Да, се грижиме фамилиарно, рециклираме. Пластика, хартија собираме на страна, носиме на посебни контейнери. Па се трудиме колку можеме, но стварно не сме ние толку голем процент од штетата што ја правиме ние. Што мислиш за климатските промени? Дефинитивно како климатски промени постојат, како концепт, зашто има луѓе што не веруваат во тоа, постои голема климатска промена. Последниве неколку години го имам забележено повеќе, затоа што некои драстични промени во времето се случувале, некогаш дождови кога не требало, сме немале снег одамна, некои лета се претопли, некои лета не се толку топли. Чудно се одвива, особено кај нас во Македонија, во другите можеби е позабележителна таа промена во другите земји. Сметам дека времето се менува, нели, пред 10 години зимите биле многу поладни, сега не се толку. Летово, зимава воопшто немавме снег, така да логично е дека видливо е дека со годините времето си има многу сменето, драстично. Зимите се поблаги, летата се потопли. Така, се приметува дека има climate change, дека е присутно. Треба да се реагира за нив, не би сакала да понатака да не биде потешко. Дали ти го приметуваш тоа? Па, кај нас, не знам дали толку се приметува, мислам дека се приметува, дека се менуваат сега, беше топло, сега е птен ладно и искрено сите се разболуваме.
Страшно е според тоа што ми излегува на интернет и социјалните медиуми, со тоа што гледам што се случува на северен и на јужен пол, ама не знам, најлесно ми е да не го размислувам, веќе ме плаши таа ситуација целосно. Па ја мислам дека колку и да се тие моментално актуелни, дека се додава на малце не се до толку застапени колку што луѓето ги зборат. Иако треба се да препазиме на зголемувањето на температурата, пак е битно да нема голем економски ефект врз нас, врз државата, да патат луѓето за некој мал процент, зашто Македонија како држава стварно е мала и нема голема штета на целокупната клима на планетата. Па влијаат на начин кај што е, пример сега, кај нас имаме зимово април, мај. Не е како порано. И пример снег не сме имале долго време, барем тука во Македонија. Онака апла снег да имаме. Што мислиш за глобалното затоплување? Мислам дека нашето општество многу се стреми индивидуалци да престануваат да употребуваат нели пластика или генерално други штетни материјали, но мислам дека вистинскиот проблем се огромни загадувачи. Мислам дека треба повеќе да има англискиот збор било corporate responsibility, односно да се одговорни и компаниите и ентитетите што прават огромно за загадување. Тоа е моето лично мислење. Што би можело да се направи во вашата заедница за подобра заштита на животната средина? Дефинитивно еден момент што ми текнува е зголемување на зелените површини и намалување на оние урбаните, да речам, површини што не помагаат. Друго, општо оваа политика што ја зборував преска за рециклирање и за намалување на емисиите и на пластика и на јаглерен диоксид. Има луѓе што, например, се греат на дрво и на гуми кои не се баш најбиоразградиви, но исто така не се баш добри за животната средина. Тоа доколку може да се намали на некој начин со некакви проекти, да се на еден нов начин да се загреваат, тоа би било исто така голем импакт би имало. Тие се неколку работи, што мислам. Мислам дека треба сите да сме поедуцирани за тоа, секако. Мислам не само во средни или во основни да се става, мислам да има програми за едукација, туку и генерално да сите да се во солидарност да излеземе за тоа да направиме нешто добро за нашата заедница, нели? Да не само да правиме, не знам, дрвја да засадуваме или нешто слично, туку и генерално да бидеме сигурни дека тие што се во мојк знаат за овој проблем и сакаат да го решат. Па дефинитивно треба да се организира некој настан и да има некоја организација што ќе се грижи за тоа, да рекрутува млади што би сакале да помогнат кон тоа. Ја би. Па повеќе да пазиме на што користиме и како го користиме и да не ја загадуваме кога знаеме дека има канта на, не знам, на 100 метри, например. Во нашата заедница, па не знам, повеќе промовирање на рециклирање, инцентив програми, такви ствари. Колку е важно образованието за животната средина во вашата област? До некој степен и не е. Јас студирам информатика, тоа е мојата област и големо е во однос на тоа колку ја можам да помогнам со моето познавање, во однос на екоинформатиката имаме такви предмети ние тука на Финки, али во однос на тоа ја можам и да работам без никакво познавање во ова. Јас се бирам дали сакам да го имам познавањето и да го применам или не. Па ја мислам дека е повеќе важно што моментално се изучува во образованието, во едукацијата и мислам дека децата треба од мали години да се учат, да не фрлаат наоколу, да не загадуваат, колку што може повише помалку да трошат, затоа што пластиката, еве да кажеме, стотици години не може се разгради. Образованието? Од аспект да знаат луѓето за рециклирање, па мислам дека е многу битно, бидејќи треба да се промовира, треба да се прават програми за кои што ќе потенцираат дека треба да се рециклира за да можеме за да имаме поголем ефект од тоа, да можат луѓето да... Прилично важно, мислам, јас дури би рекла дека младите се малку повеќе знаат за ова отколку постари луѓе кои што го немале тоа образование. Кај млади луѓе мислам дека им изградува идеја и концепт за тоа како треба да е светот, дека не треба да е толку загаден, дека треба нешто да направиме за тоа и кои се начините на кои што можеме нешто да направиме за тоа.
за мене е битно. Ја многу сакам да се едуцирам за животни и во генерала за животната средина. Битно ми е, пошто не знам, така, Си дел од неа. да. Не можеш да го решиш тоа. Не знам многу е побаво кога ќе отидеш пример во природа и има животни. Многу некој убаво чувство те носи, релаксиран си. Океј. Сметам дека е многу важно да се почне уште од на малите возрасти да се учи тоа и да се применува тоа, да се стави во луѓето на луѓето во глава, дека е важно да се грижиме за животната средина и важно е да ги применуваме сите овие работи за да ја заштитиме, но исто така поважно е да се одржува тоа, да се потсетуваат луѓе константно дека тоа треба да го прават, бидејќи ако остане само нееднаш кажано, луѓе нема да се ослонат да го прават тоа постојано и нема да ни стане навика како луѓе да го правиме тоа. Не е до толку, мислам, имаме сите телефони реално, можеме да се едуцираме на тоа, барем за тој дел од да не загадуваме.